Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Социјалдемократскиот сојуз на изборите оди со истрошени и сочајни кадри. Има ли повеќе истрошени и почајни кадри од Зоран Заев и Радмила Шеќеринска, кои се синоним за најголеми историски изборни порази кои им ги нанеле на СДСМ како политичка партија? Зоран Заев во 2014 година како претседател на партија, Радмила Шеќеринска како заменик, и во 2008 година Радмила Шеќеринска како претседател, а пак Зоран Заев исто како подпредседател ги нанижаа најголемите историски изборни порази на СДСМ. Овој двоец, Заев Шеќеринска, покрај синонимот за најголеми порази во СДСМ, е синоним за криминал и корупција. Зоран Заев бега од ТВ соочување со лидерот Мицкоски, а бога ми бега и од одговор на прашањето кои ги интересира граѓаните. Дали сега, кога ќе изгуби на изборите, ќе си даде оставка и ќе си замине конечно од политичката сцена? Дали Зоран Заев, после поразот, за кој ќе бидат директно заслужни, лично тој и Радмила Шеќеринска ќе си даде оставка и ќе ги ослободи и граѓаните, и партијата, и државата од неговото заложништво? Зоран Заев се плаши и исплашен со право, бидејќи знае дека ќе изгуби на предстојните избори на 12 април. Кукавичкиот однос, каде што не одговара на вакви прашања кои што интересираат јавноста, граѓаните, неговите членови од партијата, кои што сакаат да си замине, е веќе одамна познат. Одбивноста да сноси одговорност е затоа што е свесен дека после 12 април ќе мора да одговара за сите криминални и коруптивни афери. СДСМ очигледно не се менува и настапува со стари и компрометирани кадри. Заев и Шеќеринска се последните остатоци од криминалната транзиција, кои убедливо ќе бидат поразени сега на предстојните избори на 12 април. Гласот за Зоран Заев, гласот за Радмила Шеќеринска е глас за криминалот и затоа Зоран Заев, сега кога ќе биде поразен, мора да си замине од политиката и да одговара за се што направил.